Од обилните врнежи и големите количини вода што го зафатија регионот во изминатиот период, не настрадаа само земјоделските површини и локалните сообраќајници во рамничарскиот дел, туку штети се предизвикани и кај планинските патишта. Големите порои на одделни места го оштетиле коловозот со дупки или пак натрупале големи наноси, поради што оневозможено е по нив да се помина со моторно возило, па дури и пеш. Жителите од одделни маала во селата од планинскиот дел се уште имаат отежната сообраќајна комуникација со градот и другите населби, поради што бараат интервенција од надлежните околу оспособувањето на патиштата. Своите барања за поправка на одделни делници ги доставија и до локалната самоуправа преку советот на општината. Местноста што се вика Скорово, патот половината е однесен кон реката, а другата половина е затрупана со слечиште, со некои наноси, така да сега беше возможно со моторче да се мине или пешки, сега никако не можете. Значи одсечени се тие брдата горе и малата што се од Полаки. Од општинската администрација потврдија дека имаат сознание во каква состојба се планинските патишта и најавија соодветна реакција. Познато ни е и многу брзо се реагира и ќе се направи. Не е само Скорово, него имаме и на други места. Имавме и на Браната градче, имавме и на Умишино, на повеќе места имаме штети од овие енормни количини на вода. И сега дека можеме ќе реагираме, само прашање на времето и наеднаш не може сега да се реагира. Одржувањето на планинските патишта вообичаено е дел од програмата за уредување на просторот во руралните подрачја, за што минатата година беа планирани да се потрошат околу 1.700.000 денари, сума наменета за пробивање, прочистување и порамнување на сообраќајниците од овој регион. Според програмата, градежните работи се изведуваат сукцесивно до крајот на тековната година, согласно потребите на терен, но со оглед на состојбата во која сега се наоѓаат земјените коловози, неопходна е побрза интервенција.